Благодарам, подпредседателя. Своји груби, за разлика од ребалансот на буџетот, овој пат... Арбер Адеми. Господин Адеми, за разлика од ребалансот на буџетот, овој пат помалку ли читавте, изгледа незгодно ви падна. Аз повторно ќе се јавам. Не слушнавме ниту еден збор да кажете за на Артан Груби Министерството и 200% зголемена ставка за МВЛ. Јавноста тоа го очекува од вас. Зашто Артан Груби има 200% зголемена ставка на МВЛ, а до пред месец дена во ребалансот имаше за 200% зголемена ставка за привремени вработувања. Не мислите дека тоа ги интересира вашите гласачи? Не мислите дека требаше да кажете до каде е автопатот кон Блаце? 4-та година го најавувате. 7 министри пат се таму се сликате при изградба на автопатот од 2 километри патем, а 2 милиметри немате направено и сега повторно без срам го најавувате истиот автопат према Блаце. Повторно го најавувате Гости Вартетова реконструкција, знаеме дека и за таа авар нема. Повторно најавувате магистрален пат Гости Варкичево, а знаете ли дека ниту за тоа нема предвидено средства во овој буџет. И тоа ви е јасно вас, тоа ми е јасно мене, ама тука сме да го објасниме на граѓаните кои што не гледаат. Бидејќи тие можеби ќе очекуваат дека на вистина ќе се случи катарза и чудо и оваа влада ќе им ги направи тие проекти кои што ги ветувате низа години наназад. Зборувате за здравство. Пак ве прашувам, во март знаевте како влада дека ќе има втор силен бран на оваа пандемија есенва. Колку модуларни болници направивте? Тоа ги интересира граѓаните. Граѓаните ги интересира и следново. Да им кажете дека од целиот буџет изминатава година не цели 6% имате потрошено за капитални инвестиции, а во 2021 година со овој буџет нема да имате ниту 235 милиони евра за капитални инвестиции на 4,15 милиарди буџет. Ќе бидете испод 5% за капитални инвестиции. И не е во ред да набиваме лажна надежда дека од оваа говорница, дека ќе се работи тоа, дека ќе се работи тоа, истите проекти 5 години, кога знаете дека нема ништо во овој буџет за тоа. И на крајот, повторно ќе ве прашам исто како за ребалансот, бевте министер за образование, ама до образованиево бегате како ѓавол од темјан. Кажете им на граѓаните што капитално ќе направите во образованието, дали дечињата ќе добијат лаптопи или електронски помагала, бидејќи 40.000 се ван настава, граѓаните ги интересира тоа. Овие ќе, веќе 4-та година поред, навистина не сте инвентивни. Благодарам.